Од денеска започнуваат велигденските пости кои ќе траат се до 1 мај, кога верниците ќе го прослават Христовото воскресение, големиот христијански празник Великден. Според должината и тежината, овие пости се сметаат за најдолги. Се пости 48 дена. Според типикот на православната црква, од понеделник до петок се пости без масло, а масло е дозволено само за викенд, а риба за цветници и благовец. Од денеска започнуваат великденските, односно великите пости, кои што траат се до најголемиот христијански празник, кој што и центар на целото православно богослужение, тоа е празникот Воскресение Христово или Великден. Овие денови црквата одредила да бидат постни. Според типикот, овие пости се постат на следниот начин, значи од понеделник до петок е строг пост, односно без масло или на вода, како што нарекуваат. Сабота и недела е дозволена употреба на масло и на вино, додека риба е благословено на празниците Благовештени и на Цветници. Ова шема на пост не е задолжителна за сите и знаеме дека со благослов на духовникот ваквиот пост и ваквиот начин на постење може да биде ублажен, значи посебно за оние категории луѓе, возрастни лица, луѓе кои што работат тешка физичка работа, бремени жени, доелки. Она како постои во нашиот град една појава која што не е правилна и која што, да речеме, се коси со каноните на црквата, тоа е многу верници доаѓаат посебно на Тодорова сабота, на првата сабота од Великиот пост, без благослов се причестуваат, откако ќе пристапат кон путриот и ќе пристапат кон светата тајна причест, од утре дента завршуваат со пост и продолжуваат да се хранат со мрсна храна, со месо, кое што е најстрого забрането во овие пости, бидејќи самите канони зборуваат дека дури на човек кој што е смртно болен на постел може да му се дозволи сено, никако месо. Значи сите они кои што планираат вака да пристапат кон причеста, да не го прават тоа, бидејќи не можат буквално да го изиграат Бога. Значи тогаш причеста би им била за осуда, а не за спасение. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги информираат дека секој петок во црковниот храм ќе се отслужи и акатис кон Пресвета Богородица. За време на великите пости, секој петок се служи акатис кон Пресвета Богородица. Оваа година акатистите ќе бидат отслужувани во 4,5 часот, односно во 16:30, заради тоа што има голем број на верници кои што сакаат да присуствуваат, поради работните обврски. Не можат да стигнат, па затоа ќе биде малку покасно. Значи сите оние кои што сакаат да ги упатат своите молитви кон Пресветата Владичица наша Богородица, може да пристапат именно на овие служби. Се подигаат и петолебија, секој оној кој што има желба, има можност, може да слободно да повели да кренат петолебија и да ги упатат своите молитви кон Пресвета Богородица. Освен постењето со храна, уште поважен е и духовниот пост, односно воздржувањето од лоши мисли и дела, редовна посета на литургии, исповед и причест.